Кој колку украл, кој што злоупотребил, кој победил на претходните, кој ќе победи на следните избори. Дебатата во Законодавниот дом за избор на нови министри е за се, само не за министрите. Атмосферата и денеска тензична, а власта и опозицијата си разменуваат навреди. ВМРО ДПМН обвини дека Македонија никогаш не била покорумпирана и поуназадена и затоа не може владеачкото мнозинство да зборува за Европски фронт, кога сме биле многу далеко од таа иднина. Точно знаеме какви се односите и релациите, меѓутоа подскриени зад Европскиот фронт, сите заедно ќе работеле за иднината на Македонија. А Македонија никогаш по-неназадена, никогаш економски по-непропадната, македонскиот граѓанин никогаш не се чувствувал по-фрустрирано во целата работа. Навреди за другите, фалби за себе. Ваков е пристапот и на владеачката СДСМ. Ниту пратениците од власта не зборуваат за кадровските решенија во владиниот кабинет, туку за тоа дека владата била посветена на кризата и граѓаните, а ВМРО ДПМН не сработиле ништо во повеќе од една година локална власт. Од СДСМ им порачаа наместо да зборуваат за предвремени избори, да се грижат за народот. Невработеноста дојде на рекордно ниво под 15%, пензиите со новата методологија имаат рекордно зголемување и сето тоа придонесува оваа влада да бележи успеси, оваа влада да помага на граѓаните и оваа влада да им помага на економијата полесно да се справува со кризата. Започнавме преговори со Европска унија, нешто што им го должиме на граѓаните. И сите овие се успеси на оваа влада и ќе си пукнете од мака што во 11 години барем нешто од ова не го направивте. По дебатата за разрешување на министри и нивните заменици ќе се дебатира за точките за именување на нови министри. Според досегашните искуства, разрешувањето и именувањето нема да заврши пред истекот на 2 недели од почетокот на дебатата, бидејќи речиси сите пратеници се пријавени за збор.